Воскресна. Знаете дека раната црква така се поздравувала, Воскресна. И тоа не само чекале да дојде Великден, туку на секој собирање. Епископот или оно што води, кажувал Воскресна и сите велеле Воскресна. Тоа е древниот христијански поздрав. Денес сите пишуваат Христос Воскреснат и тоа се повторува на интервали. Кога доаѓа Божик, сите пишуваат се роди Христос. Кога доаѓа Бајрам Рамазан, сите честитаат Бајрам Рамазан. Денес уште од полнок ме разбуди телефонот плинг, плинг, плинг. Поеднаш по 17 почнаа да праќат во сите групи во кои што сум на Вибер, ја многу групи сум. И навистина, да, воскресението на Христос е темелот на кој се крепи нашата вера. И тоа е вистина, факт, кој секојдневно ја држи нашата вера. И затоа раната црква, како што реков, древната црква, во која што живеела една надеж за скорешно Христово доаѓање. На секој момент ќе дојде Христос и затоа секој ден се собирале. А имало верување дека како што Христос воскресна рано наутро недела, дека рано наутро недела ќе дојде. И како што секој ден се собирале, кога доаѓала веќе саботата, уште вечерта се собирале и чекале. Чекале да дојде зори, да видат дали Христос ќе се врати. И потоа продолжувала службата, надевајќи се следната сабота, кога ќе се соберат и цела вечер ќе бидат на молитва, чекајќи го Христос да дојде, дека тогаш можеби ќе биде. Со текот на времето таа силна надеж за скорешно Христово доаѓање почнала да бледне. Но останало една практика, едно правило, кандидатите за крштевање се собирале сабота вечер и чекале да дојде рано, недела, и тогаш биле крштавани. За да има една символика, како што Христос воскресна, нели, недела наутро, така тие потопувајќи се, излегувајќи за нов живот, воскреснувајќи, да вклучат некаква символика во неговото крштевање. И потоа останал тој поздрав, воскресна, кој денес е малку расширен, Христос воскресна, како демек некој друг има кој воскресна. Знаеме кој воскресна, чиј гроб е празен. Не е Мухамед, не е некој друг, туку Христос. И како што кажав, тоа е темелот на кој се држи, се крепи нашата вера и ако Христос не воскреснеше, немаше да бидеме овдека. Немаше да имаме црква. Немаше да имаме жива надеж, зашто како што и Петар пишува на неговото прво послание, првата глава, 3 стих, жива надеж дава воскресението од мртвите. Благословен да е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не роди одново за жива надеж, преку воскресението на Исус Христос од мртвите. Јас сакам да говорам за таа надеж. И не случайно Петар ги запишува овие зборови, зашто воскресението на Христос за него, тој празен гроб, кој прво тој го виде. Да, 20 ученици трчаа, откако жените, нели, Марија, објави на учениците, истрчаа Петар и Јован, но и пишува Јован не влезе. Тој прв стигна, но не влезе. Петар беше тој кој што влезе. И празниот гроб навистина донесе една обнова. Празниот гроб за него значеше дека има надеж за понатаму. Зошто? Зашто, да, сите ученици се разбегаа, се уплашија, како што и Христос најави. Меѓутоа, Петар јавно се одрече од Исус. Иако на предупредувањето на Христос, дека сите ќе се разбегаат, тој негираше и велеше, да, другите се такви, ги знаеме какви се, ќе се разбегаат. Но јас никако нема да се откажам од тебе. И токму
Нема да се уплашам, не сум јас како другите. И се уплаши едно девојче на слугинка, го препозна и рече, ти си од нив, ти си следбеник. Не, немам јас ништо со овој човек. И тоа 3 пати дури го направи. Празниот гроб за него значише жива надеж за обнова. Дека не пропадна се со неговото откажување. Не пропадна се со смртта на Христос. Онаа зашто го следеа Христос, онаа на што се надеваа, не прекинува со неговото откажување и со гробот. Тој е обновен за служби и затоа беа тие таа триада на прашање: Петре, ме любиш ли на езерото? Да, Господи, те любам, паси ги моите овци. Петар посебно ја искуси живата надеж од празниот гроб. Јас сакам да зборам денес за надежта. Што надежта сепак е една од 3 основи на христијанство покрај верата и љубовта. И збориме многу за верата, а за љубовта веројатно уште повеќе отколку за верата. Популарно е денес да збориме за љубовта. Но некако надежта останува на заден план. А токму надежта е таа која ја премостува верата кон оние нешта кои ги исчекуваме, а не ги гледаме. Надежта е таа која не води во маглите на животот. Надежта е една трпелива увереност во очекувањето на нештата, за кој веруваме дека ни се осигурани, за кој веруваме дека Бог ни ги ветил. Зашто животот е полн со облаци, бури, кои знаат да ја замаглат, да ја верата, да ја застрашат верата. Надежта е таа која не држи, сигурната надеж во ветувањата, во она што не очекува. Ла-Манш е еден канал кој е предизвик за пливачите. Не бидејќи е нешто голема должината, маратонците, пливачи многу поголеми површини освојуваат во пливање, меѓутоа Ла-Манш е специфичен поради бурите, ладната вода, маглите, се тоа го прави тешко пливањето. И затоа е подвиг, и ние имаме една наша жена, Атина Бојач, мислам, беше, која е позната со тоа што го препливала Ла-Манш. И знаете ли што се случува обично со многу кои се обиделе да препливат? Се плива 15, не знам колку часа, голем дел од кандидатите се откажуваат. Има правило дека не смеат да се фатат за оние кајчиња кои ги придружуваат. Се дисквалификуваат во пливањето. И многумина се откажуваат, не можат повеќе да издржат и се качуваат на кајчињата, разбирајќи дека останале само уште 200-300 метри до брегот. Знаете ли која е реакцијата? Само ако не беше маглата, само ако можевме да го видиме брегот пред нас, ќе издржавме. Меѓутоа, таа магла, таа неизвестност, уште колку има, дури им викате, уште 200 метри се, ама не гледаме, од кај да знаеме дека се 200 метри. Само да можевме да го гледаме брегот пред нас, да ја видиме целата, ќе издржавме. Надежта е таа трпелива увереност дека таму е целта. И ние сигурно се движиме и ќе стигнеме до таа цел. Христијанската надеж, надежта која доаѓа од тој празен гроб, не е како надежта во светот. Светот зборува за надеж. Меѓутоа, кога светот кажува се надеваме, во тоа има некакво очекување, но не е сигурно. Кога човекот во светот каже се надевам на нешто, има некој оптимизам, но нема сигурност, нема гаранција дека тоа ќе се случи. Може да се случи, но може и да не се случи. Христијанството е сигурна надеж, една сигурна увереност дека тоа очекувано ќе се случи. И надежта е, и ако постои
факт, вистина на која се крепи таа наша надеж е токму празниот гроб. И затоа Павле говори за жива надеж. Една фонтана од која што извира, тој празен гроб е една фонтана од која што извира таа надеж. Што каде што нема надеж, таму има очај. Луѓето губат желба да живеат. Не им се живее понатоа кога нема на што да крепи својата надеж. Нема сигурна основа. А светот е токму светот токму тоа, надежта која дава светот е таа несигурност. Има нешто за кое кажеме можеби ќе се случат, ајде тоа ќе не потекне за понатаму, ама сето тоа до момент се руши, е нестабилно. Жан Пол Сартер е представникот, еден од попознатите филозофи на минатиот век, представник на онаа песимистичка екзистенцијална школа. Европа поминала низ две светски војни, таа индустријска револуција, рационализмот и така натаму, на кој многу се надевало човештвото, не донело ништо добро. Големата надеж од достигањата во хуманизмот на крајот завршува со Европа во рушевини. И почнуваат да ја губат надежта, и тоа неговата основа дека човек не може да најде нешто сигурно на кое што ќе ја подкрепи својата надеж. И така како што се доближал до крајот на својот живот и веќе бил на болничка постела, така направил усилби и кажал, сепак јас ќе умрам со надеж. За да многу скоро се коригира и да каже, но јас, барајќи целиот живот, не најдов ништо на кое што би ја потпрал мојата надеж. Нема во овој свет. А човекот бара нешто на кое што ќе ја потпре надежта, зашто без надеж едноставно нема живот. Сега сме во период, и тој период циклично се повторува во минатите 30 на години, кој се говори многу за надеж, многу надеж излегува од устата на политичките кандидати. Македонија ќе биде горда. Македонија ќе има светла европска иднина. Европа е само што не влегла. Не се откажуваме од иднината. Знаете што? Од 90 година навамо тоа циклично 4, 6, 7, 8 години истото се повторува. Истото. Тие што управуваат досега правеа хаос, ние сме спасителите. Ние сега партал ќе направиме. И навистина прави Македонија се по партала во секој изборен циклус. Зошто се тие ветувања? Зошто човекот му треба надеж. Без надеж ништо. И на тоа се темелат и тие кампани, изборни програми. И да ви кажам, лажат. Нити ќе има пензија минимална 20.000, нити ќе има минимална плата 30.000, зашто нема пари. Значи, нема пари. Економијата на Македонија е катастрофална. Од кај ќе ги најдат? Ако имаш некој дрва, ако може да се засадат дрва што раѓаат пари, да, може да поверуваме. Едноставно нема пари. Тоа е фактот. Македонија слаба економски, се повеќе, запаѓаме во дупки. А луѓето на тоа се наделат на парите. Знаете зашто кладилниците никнуваат на секој чекор, зашто секој влегува во казиното и кладилниците со надеж. Таму дава надеж. Надеж дека ќе излезе со повеќе пари. Никој не влегува во кладилницата без надеж. Се надава дека ќе добие и потоа ќе има живот. Минатата недела после проповедта брат Лјупчо сподели така интересни информации кои го читал за луѓето кои се збогатиле. Например, добивајќи лотарија. Некој човек наеднаш добива милион или неколку милиони долари. И што се случува со тој човек? Сите такви случаи завршуваат трагично. Или ќе го напушат сите другари, пријатели, нема да има веќе пријатели, зашто сите очекуваат сега нешто и нема да го добијат што го очекуваат. Не знам, некој убил жена му, зашто жената сега почнуваат кавгите и така натаму. Нема среќен случај
на луѓе кои добиле наеднаш многу пари, пак на кои толку се надевали дека ќе им го разубат или животот ќе им го направат да им биде добар. Но човекот бара надеж. Медицината. Човекот се надава на медицината. И да, добро е медицината да напредува. Добро многу болести кои кои го рушат човекот, квалитетот на животот. Добро да има рак, лек за рак. Многу е добро. Но верувајте дека и да се најде лек за тие болести, и да се продолжи живот на 150 години, на крајот пак доаѓа она што става крај на сите надежи. На крајот пак се завршува со гробот. А таму гробот е еквилайзерот кај што сите надежи ги сведува на нула, на ништо. Христијанската надеж е нешто поинакво. Зошто христијанската надеж е поинаква надеж? Зошто воскресението на Христос од мртвите не уверува, ни ја дава таа надеж за постигање на цел, за стремеш, насока кон нешто кое не пропаѓа, туку има вечна вредност, останува во вечноста. Дека се што се прави за слава на Бог, се што се прави за Бог, за Неговото царство, има вечна вредност. Дури, нели Павле вели, јадете ли, пиете ли, правете го тоа за Божја слава. Бидејќи и најобичните тривијални работи добиваат суштина, вечна суштина. И таа надеж не држи, зашто знаеме дека остануваат тие наши трудови, тие усилби со една вечна вредност од целата и по смртта, во целата вечност. Павле кога пишува, вашиот труд во Господа не е напразен. Контекстот кој е? Тоа е дел Коринтијаните 14 глава, 1 Коринтини 15 се извинувам. Тоа на голема позната глава која што Павле говори за воскресението на Христос од мртвите. И во тоа воскресение и ние имаме дел, и ние ќе воскреснеме. Бидејќи Христос воскресна, и ние ќе воскреснеме. И на крајот завршува Павле со охрабрувањето. И нашиот труд во Господа, вашиот труд во Господа не е напразен. Се што правиме за Бог, дали тоа е мојата професија на работа, ако јас го работам тоа за Божја слава, ако служам за Божја слава, ако живеам за Божја слава, ништо од тоа не е напразно, ништо тоа не завршува овдека на земјата. Сето тоа носи некаква вечна тежина на слава. И неволите, не само неволите, туку се што е направено за Господ. Затоа авторот на книгата Проповедникот, мудриот Соломон, на крајот ја завршува книгата со зборовите, а суштината на се. И знаете ли, тука зборчето суштина би било по-добро е смисла да се употреби. Смислата на се е имај страф од Бога, пази ги неговите заповеди, зашто тоа му е сета должност на човекот. Знаете што е смислата на живот? Смислата на нешто што ги правиме. На секое нешто, во секое нешто може да има смисла. И може да има смисла ако е направено страф од Господ, со почит кон Господ, живеејќи ги неговите заповеди, во покорност на Него. Се добива смисла, се добива значење во нашиот живот. Зашто не завршува овдека на земјата, туку носи некакви вредности, вечни значења во Божјото царство. Празниот гроб на Христос ја дава таа жива надеж за вечни цели, за вечни вредности на нештото што ги правиме. Не е времено, не исчезнува, туку останува за целата вечност. И тоа дава смисла на животот, надеж во животот. И знаете ли што сето тоа осигурано, вели Павле, со една сила која дејства во нас. Во молитвата до
за Ефесијаните, во посланието до Ефесијаните, во првата глава од 16 стих, па натаму Павле вака ја представува содржината на молитвата со која се моли за нив. Постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи ве во молитвите своји. Да Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение, да го познаете и да ги просвети, да ги отвори, да можете јасно со очите на срцата да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него. Надежта, во што се состои надежта? Колку е богатството, колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите. Какво богатство сме ние за Бог. Бог има едно славно богатство во нас. Ние сме Божјото богатство. И тоа богатство, колку е неизмерна величината на Неговата слава во нас, кои веруваме, на Неговата сила, се извинувам, силата е клучниот збор. Колку е неизмерна величината, колку е огромна таа Негова сила. Во нас, кои веруваме преку дејството на Неговата крепка сила. И која таа сила? Таа сила ја покажа во Христос, која го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небото. Молитвата на Павле е да разбереме ние какво богатство сме и во тоа во нас, тоа богатство Бог со каква сила го чува. Каква е Неговата ангажираност во нас. Тоа е истата сила, вели Павле, која го воскресна Христос од мртвите. Ние сме Божјото богатство. Ние сме вклучени во тој вечен план на Бог. Се тука што ние правиме со верата во Него, има една вечна вредност. И Бог се грижи за тоа. Ништо не може да го уништи сето тоа. Ништо не може да разруши нашата надеж. Зошто сето тоа е чувано, осигурувано со Божјата сила. Божјата сила која воскреснува. И таа сила гледаме преку целата Библија. Таа сила гледаме кога Бог за прв пат се представи како Ел Шадај, семокниот Бог. Кога веди на Авраам и Сара потомство, а пишва Сара беше бесплодна, неродка. Нејзината утроба беше мртва. Фигуративно кажа. Не можеше да даде живот. И што направи Бог? Ја воскресна нејзината утроба. И тогаш праша, има ли нешто неможно за Бог? И тогаш се откренели со името Бог, семокниот Ел Шадај. И знаете, таа сила божествена, веќе кулминацијата ја постига, се гледа во Христовото воскресение од мртвите. И затоа Павле се повикува на таа сила која Христос го воскресна од мртвите. Како наша надеж. Тоа вели е нашата надеж. Дека во нас дејства таа воскресенска сила. Божја сила. И нашата надеж не е како надеж на земјата, бидејќи нештата на кои ние се подпираме овдека не се постојани. Може да дојде земјотрес да ја урне, може да дојде крадец да ја украде, може да дојде болест да ја уништи. Надежта на која што ние го подпираме нашето верување, нашиот труд, нашите цели за вечноста се осигурани од таа сила. И затоа ни живот, ни смрт, вели Павле, ни ангели, ни човек, ни власти, ништо не може да не отргне од љубовта кон Бог. Знаете зошто? Зашто Павле продолжува, се содействува. Или, ако сакаме да бидеме уште побуквални, Бог се содейства, во се содейства Бог. Кога еден добар сценарист да содействува за нашето добро, но оние нели кои се по неговата воља. Која е сликата тука што Павле ја дава? Се што се случува, сите работи, оние најстрашни, се во неговата режија. Така да се одвиваат на крајот да направат добро. Не да уништат нашата надеж, не целите кои Бог ни ги поставил и ни ги осигурал, туку да ги градат повеќе тие цели.
Evo, neko od tije starite filmovi Tarzan na vremето, od 50-te години, Джейн treba da bude vrsana na jedno drvo i lav da dođe, neli da ja izede. I novinarot je prašao, pa nema li ti je strah koja se snima ta scena? I ta rekla, ame v scenarijatu pišu da kad Tarzan ke dojde ke me spasi. I lavot nema da mi izade. Ne. To je scenarijето koje Bog ni го dao u Библията. И лавот може да се наближува, може да наведом сме вързани. Всекакви околности може да има во живота. Бури, магли, не гледаме пред нас. Но сценарието Божието вели, вие сте защитени. Нищо не може да ве одземе од мојата љубов. Ништо не може да го наруши мојот план. Затоа таа надеж е сигурна надеж, е цврста. Зашто го докажа сето тоа Бог, воскреснувајќи го Христос од мртвите. Празниот гроб е гаранцијата за нашата надеж. Ако Христос не умре, не воскресна, напразна ќе беше сета наша надеж. И на крајот, во Христос, во Христовото воскресение е содржано нашето воскресение. Таму, бидејќи Христос воскресна, и ние ќе воскреснеме. И затоа, и тоа е најголемата надеж, најголемото охрабрување за нас, дека смртта не е крајот. Смртта не ги руши надежите. Знаете, Фройд, кој меѓу другото не бил верник, го праша, добро, еве, ти им даваш совети, им помагаш на твоите пациенти, и добро, има луѓе кои што се во терминална фаза на смрт. Каква надеж им даваш нив? И тој рекол, ами не, нив не можам да им дадам никаква утеха. И аз со такви не се занимавам. И каква е таа надеж кога е само за донекаде? Каков е тој советник кој само за донекаде може да ти помага? Христовото воскресение ја дава и таа надеж. И таа е врската што ја прави Павле во 1 Коринтини 15 глава, каде што темата нели Христовото воскресение. Некои негираат. Ако нема воскресение, тоа уште ние нема да воскресеме. Ние сме мртви во нашите греови. Немаме никаква надеж. Но бидејќи Христос воскресне, или пише во 22-23, и како што по Адам сите умираат, така и во Христос сите ќе бидат оживеани. Но секој по својот ред. Христос е првиот плод, потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови. И тоа е најголемата жива надеж. Знаејќи дека кога ги лепат некролозите за тажна вест или тажен помен, уствари ние сме живи. Не сме мртви. Како што Муди, кој бил многу познат меѓу другото во Америка, и му наближувал крајот, и тој знал дека му се наближува крајот, и рекол на тие што биле собрани околу него, скоро ќе прочитате во весниците со големи букви, ќе пишува Муди умре. Но верувајте дека јас тогаш ќе бидам пожив, дури отколку што сум сега, зашто тогаш ќе бидам Божјото присуство. И тоа е големата надеж, живата надеж. Тоа на што се надеваме сега, за тие вечни, за тоа вечно царство, за кое сега кое го градиме, кое го бараме, за кое служиме. Оној за чија слава се правиме, еден ден во смртта на земјата ќе стане реалност за нас. Ќе бидеме таму поживи дури отколку што сме сега овдека на земјата. Кога беа натажени Марта и Марија заради нивниот брат Лазар, Христос им рече, да грешете се, ќе воскресне. И тогаш ти рек, да, знаем еден ден. И Христос и рече на Марта, јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој кој живее во мене и верува, нема да умре довека. И завршува. Веруваш ли во тоа, Марта? Христос и рече, ако живееш во мене, ако веруваш во мене, знаеш што,
Јас сум воскресението. Не јас ке сум. Јас све ке сум. Јас сум воскресението. И секој што верува во мене, живее воскресенски живот. Сега. Воскресен. Во него сега действува силата на воскресението. И таа сила која прави да имаме надеж. Многу пати ние знаеме да се ограничиме. Во нашите служне, во нашите мотивации, во нашата надеж, знаеме да се ограничиме кога нашата служба, нашата работа ја врзуваме со некои видливи земни работи. И велиме, нашата служба зависи од тоа колку опрема имаме. Нашата служба зависи од колку пари имаме. Нашата служба зависи од тоа со што располагаме. Не. Христос, Павле пишува, таа воскресенска сила е во нас. Ако ние нашата надеж ја положиме на таа сила, на живата надеж, на воскресенската сила, тогаш сите ресурси на овој свет ни се на располагање. Не само оние на кои се надеваме околу нас. Сите ресурси на светот. Зашто нашата служба, нашиот резултат, нашиот живот се крепи на таа надеж во Христос, во неговата сила, во неговите ресурси. И представете си го Павле. Павле и сила, не зборам за сила во абстрактна смисла, туку сила, човекот сила, сослужител, во затвор, во Филипи, оковани. Какви ресурси имаат тие луѓе? Никакви. Тепани, претепани. И се случи земјотрес, и дојде темничарот, и Павле рече, баш сега ли? Вака, во состојание. Не сум се подготвил за проповед. Не, Павле му рече, не грижи се, поверуј во Христос и ќе бидеш спасен. И целото семејство се спаси. Тој и целиот негов дом. Зашто тие луѓе се надеваа на силата, на таа воскресенска сила за која што пишува Павле. Тоа е изворот на живата надеж. И ништо да немаме. И се да загубиме. Во нас действува воскресенската сила на Христос. Тоа не поттикнува да се движиме понатаму. Таа трпелива увереност во тие нешта што ќе дојдат. И сите херои на верата кои се запишани во 11 глава има таа надеж. Нивната вера во нешто што не ги вида овдека се темели на таа сигурна надеж. Но овдека прашањето, дали тоа воскресение ние веќе го живееме? Сега веќе, бидејќи го имаме Христос кој е воскресението и животот сега. Прашањето е, веруваш ли во тоа? Тоа е клучното прашање. Знаете, на тие поздрави Христос се роди, можеме најдобро ние да одговараме, веруваш ли во тоа? Што тоа е клучното прашање. Ако не веруваш во тоа, ништо, никаква полза, само еден ритуал. Веруваш ли во тоа? Ако веруваш, тогаш имаш сега жива надеж на која се темели тој вечен живот. Животот воскресенски. Нека Бог ни ја дава навистина ова надеж и не само денес, туку секојдневно. Нема политичарите да ни осигурат, нема медицината, нема економијата, колку да се подобри. Нема науката, филозофијата, образованието, колку и да е добро. Единствено, воскресението на Христос, верата во Него, ќе ни донесе таа жива надеж, која ќе остане стабилна во секоја ситуација. Зашто нашиот сценарист, суверениот семокен Бог, тој ни ги открил нештата. И тој во неговата семокност не води се да действува, да се оствари тоа што е во неговата добра надеж.